Потрошени 64% од планираниот буџетски дефицит за цела година. Според објавените податоци на Министерството за финансии, за 3 месеци министрите потрошиле над 400 милиони евра, од вкупно 640 милиони до крајот на годината. Бројките, според министерката Кочовска, се должат на предвременото плаќање камати за раздолжување, како и исплатата на субвенции во земјоделството. Тоа се одлуки на министрите кои што сметаат дека во првиот квартал треба да ги исплатат обврските, нема да ги исплатат во вториот или во третиот, ќе ги исплатат во првиот. Тоа се планирани расходи кои што тие одлучуваат како ќе ги исплатат. Но тоа не значи дека до крајот на годината тие ќе добиваат дополнителни пари на расходна страна, затоа што нивните обврски ги сервисирале во првиот дел од годината. 7,9 милиарди денари имаме поголеми каматни трошоци во однос на минатата година. Тоа се речиси 130 милиони евра. 130 милиони евра заради тоа што ја вративме дел од обврзницата. Кочовска уверува дека буџетот е во добра кондиција, има зголемена реализација на капитални расходи, како и поголеми приходи кај данокот на добивка и ДДВ-то. За податоците кои ги објави Светска банка, каде растот на земјава се очекува да забави и да достигне 2,9%, но и дека се неопходни реформи на пазарот на труд, затоа што нацијата старае и за 10 години секој петти граѓанин ќе биде над 65 години, додека младите заминуваат во странство. Министерката со став. Напротив, јас сега колку што се сеќавам во изминатиот период во владата, председателот имаше средби со наши иселеници кои што се враќаат. И на запад веќе состојбите не се такви какви што беа. Гледате какви се случувањата. Се очекува, значи тоа се некои проекции кои што ги имаат меѓународните финансиски институции во следните 10 до 15 години големи европски земји, околу 10 кои ќе банкротираат. Инаку во Министерството денеска се одржа првиот состанок на Комитетот за јавни инвестиции, кој во следните 5 години ќе одлучува кои проекти вредни 3,3 милиарди евра ќе треба да се реализираат. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.